Линеарно покачување на пензиите нема да има, пресече министерката Тренчевска. Таа посочи дека меѓу мерките кои се креираат не е и барањето за линеарно зголемување, бидејќи тоа според неа не е во полза на сите пензионери. Сегашната методологија, вели таа, дава резултат, а за година и половина пензиите се зголемени за 24% или на 3000 денари. Меѓу тие мерки нема линеарно зголемување, затоа што линеарното зголемување не оди во прилог на пензионерите, на сите пензионери. Со новата методологија, само за година и пол пензиите се, најниската пензија е покачена речиси 3200 денари, а согласно растот на пензиите, така ќе се применува и понатаму новата методологија и ќе се оди со она што ние законско решение сега во моментот. Ќе имаме мерки кои што ќе значат дополнителен приход, финансиска подршка на пензионерите, меѓутоа ќе бидат офатени оние пензионери кои што се со ниски пензии, кои што се во најранливата категорија на пензионери. Пензионерите и понатаму може да протестираат бидејќи тоа е нивно право, додава Тренчевска. Сепак, мерките кои се креираат треба да бидат во насока на одржување на стабилноста на фондот, а за помош на оние со најниски пензии. Таа потсети дека од 2017 година работат на намалување на дефицитот на фондот за пензиско осигурување, за да не се наруши неговата стабилност од 2017 година, кога истиот изнесувал 47%, успеале да го намалат на 33%, колку што изнесува сега. Легитимно е да се протестира. Ова е демократска влада и секако дека ќе продолжиме и понатаму да разговараме со пензионерите, меѓутоа не за линеарно покачување. Мораме како влада и како министерство да водиме сметка и за стабилноста на пензискиот систем. Секое нереално покачување на пензиите и секое нереално трошење на средствата во фондот за пензиско и инвалидско осигурување значи дека ќе ги доведеме во несигурност исплатата на пензиите на сите 336.000 пензионери. Тренчевска сепак се согласува дека пензиите, особено најниските, не се доволни. Покачувањето на пензиите кои беа исплатени вчера од 5,3% значи зголемување од 700 денари за унија со најниски пензии и нешто повеќе од 3500 денари за унија со највисоки.